mi spadnala mama Katerina, mi spadnala mama Katerina, ni stijane, ni ravni dvori, ni stijane, ni ravni dvori. Mi rastresela nejna ruta kosa, mi rastresela nejna ruta kosa, ni staja nejna ravna snaga, ni staja nejna ravna snaga. Ова беше еден мал вовед за моите следни гости, кои што ни пристигнаа овде во студието директно, специјално, ексклузивно ова утро од Кавадарци. Станува збор за дел од групата Дукена, дел од групата Потенцирам, затоа што оваа група инаку брои 9 членови и ќе беше на вистина тесничко сите овде да пристигнаа. Затоа посакувам сега добро утро на Кристина, Мето и Пепи. Добро ни дојдовте. Добро. И официјално ве представам со се презимињата: Кристина Дончевска, Пепи Ангелов и Методи Глигоров, вака како некои функционери, политичари звучи, затоа поубаво ми е вака: Кристина, Мето и Пепи. Директно рековме дека дојдовте од Кавадарци. Кога станавте утрово за да стигнете овде? Па некаде околу 6, додека се напиеме кафе, да се средиме, шминки, ова, она. Сега разбирате како ни на нас кутрите водителки што секоја са вале стануваме. Убаво. Кавадарчани важат обично за весели, гласни, доста гласни луѓе, така што мислам дека ќе имаме загарантирана убава дружба ова утро. Прво, како животот до Кавадарци? Супер. Да? Кавадарчани добри? Сега се добри, мирни, чека да дојде Свети Трифун, да почне закругувањето на лозијата. Супер. Посебен момент во Кавадарци, Да, посебен тоа што момент и треба да се празник, прослави градски таму. празник не тоа, се организираат манифестации, некои се традиционални и така, добро, се припрема. Ќе имаме повторно прилика да зборуваме друг пат и на таа тема. Сега една единствена тема имаме, а тоа е групата Дукена. Како започна се? Целата приказна. Па, јас од секојаш имав желба да создадам еден бенд, етно бенд, кој ќе обработа македонската музика, него на некој посебен начин, да не бидеме исти како другите. И долго време помина додека... Тоа значи дека ти беше иницијатор? Да, така, како иницијатор, кога не се запознав со Митоде, Тоше по наше, и Тоше си го викаме, и додека не му ја предложив идејата, тој е раководител на Фолклорс во Кавадарци, му ја кажав идејата и веќе почнавме да разговараме на таа тема. Имав јас бивши колеги кои што свираа со мене, ги земавме нив и така полека. 9 члена, рековме, број групата. Како се споја токму тие 9 члена? Имате некои строги критериуми кој може, кој не може да влезе во вашата етногрупа? Па добро, строги критериуми нема, меѓутоа имаше по наше кажано малце турбуленции, промени, некој ќе дојде, мисле дека тоа е многу едноставно, сепак 9 души сме, 9 луѓе. Напорно е малце, меѓутоа желбата и волјата да се направи нешто е поголема. Некаде прочитав, значи ова не се ваши зборови да испадне дека вие се фалите, но пишуваше дека станува збор се за добри и искусни музичари. Да, па претежно сите имат долга кариера позади себе како музичари, 15-20 години. Добри се, сите се добри. Сега овој состав. Добро, спои со млади дечки, али сепак се добри. Сигурно не е лесно 9 души да функционираат без превртување на очи. Тешко, да. тешко. Но сепак секој си има своја улога. Ајде да започнеме од дамата. Кристина, ти си вокалот во оваа група. Колку претходно ти се занимаваше веќе со пеење? Јас од мојата 7 годишна возраст во основно музичко училиште во Кавадарци
бев на одделот за соло пеење. Нижо музичко му дојде тоа, така, државно. Да. Имавме концерти, настапи. Потоа се запишав во Скопје, во средното музичко училиште, Илија Николовски Луи, одделот насока за традиционална музика и игра. Потоа на факултет, бев дел и од ансамбл Македонија. И исто така имавме целвечерни концерти, кратки настапи. Колку успеа се пронајдеш сега во овој бенд? Колку уживаш? Колку си ти тоа што сакаше да бидеш? Па да, ова е тоа што сакам да бидам, реално. Сама настапувам. Малце е тешко со осумашки. Тоа беше неубавата страна од медалот, сакав да ја прашам и за тоа, да, како пливаш во таа вода, единствено женско, во 9-член состав. Супер ми Што е. значи другите 8 се од тие непријателите. Супер, одлично се снаоѓаме, вежбаме. Ја штедиме, Да. Да. кога нема потреба, не ја викаме на проба. Добро, значи не сте фини со неа само за 8 март, Да. туку и другите денови од годината Да. се надевам. Пепи, на тебе да преминеме? Може. Твојата улога? Гитара и Мојата улога е тамбура, гитара така? и тамбура, да. Стар, убав инструмент. Убав, Зошто и- токму овие инструменти ги Па одбра? добро, гитарата ја свирев и во други бендови, додека уште кога почнав да се занимавам со музика, а тамбурата ми е некако на душа. Ја обожавам како инструмент. А топеш? Кој ќе ја фатиш? Се топиме заедно. Заедно. Она мене, јас неа. И добро е, сакаме, се уште експериментираме ние со музиката, затоа што имаме, како што кажав, и гитара, имаме клавиатура, имаме уште една гитара во групата и уште експериментираме со звукот, а меѓутоа добро, оде во добра наска, така како што е замислено. Мето ударни инструменти, Да, кои тоа ги има повеќе на број, предпоставувам. Това тапан, тарабука, деф и даир. И она што е, мене барем ми е интересно, затоа што ми е релативно непознато, ти си дипломиран етнокореолог. Така. Што значи, како ученичињата да ни подобјасниш, што прави еден етнокореолог, што учи и потоа како го применува тоа? Така. Јас сум дипломиран етнокоролог на Музичката академија во Штип. Етнокорологија е наука за традиционална игра, но покрај традиционалната игра ние изучуваме и традиционална носија, традиционални инструменти, традиционално пеење. Покрај тоа сум дел од ансамблот Македонија. Како вработен сум како кореограф етнокоролог, сум вработен во Дом на култура Иван Мазов Климе Кавадарци и работи кои што се поврзани со фолклорот. Сум уметнички ракотител на фолклорниот ансамбл Тиквеш, кој функционира при Дом на култура. Така да мојата функција е да го пренесам традиционалната игра, инструментите, песната и се што сум научил во текот на моето студирање. Во моментот сум на магистерски студии исто на етнокорологија, ја пишам магистерската, така да за кратко би требало да магистрирам. Имате таму, знам, етнокоролозите некои посебни знаци, ноти каде што се бележи буквално секој дел од човековото тело при Да, има. игра, така? Да, Тоа бил тоа најтешкиот дел? Па, Аха. од прилика, да, тоа е кинетографија. Така да ние чекорите ги запишуваме како нешто, како ноти, со знаци. Не знам дали ти кажа дека еднодневно ноќ има 24 часа, така што ова се што го наброја, јас не знам како го распоредуваш да постигнеш. Како и да е, сигурно не гледаат и другите членови и никако не смееме да забравиме нив да ги споменеме, кои се другите 6 члена и која е нивната улога во групата. Илиев Александар на кавал, гајда, Јосе Андреев на тапани, тој бивши бубнjar на токму така, доколку некој ги знае. Васко Ангелов е на гитара, Трајче Јанев на клавиатури и Александар Стојков на кларинет, саксофон. Тоа се останатите членови. Некој да не испушне. На кои
принцип функционирате, не знам, хиерархија, демократија, анархија? Сега ќе почнеме со Чотек, а иначе пред тоа демократски функциониравме, значи Мислам дека Мето како фронтмен го пишува, барем така го пишува по порталите сега, ако он фаќал врски така да го напишат, не знам. Така јас му го прочитав. сместив тоа. Не ме стија тоа да бидам фронт. Изгледа најмногу зборам, па за тоа мене Па добро, ме имаш праќате. конкуренција Да, тука, и он е- сериозна кој што гледам. Да. Ама он малце не пушта другите да тера. А дали е точно дека сте единствен етно бенд сега од Кавадарци во Во Кавадарци, Кавадарци така? не е имало до сега етно бенд, да, Немало? за прв пат е ова. Со овакво спој, мислам дека и никогаш. Има групи кои што се занимаваат со народна музика, меѓутоа како етно бенд, не, ова е за прв пат во Кавадарци. Сега за сега функционираме добро. Зошто токму етно музиката, некој ќе рече 21 веќе сосема поинаку звучи музиката, но можеби од друга страна токму затоа што музиката веќе не е музика што се создава сега, па како контра банда на некој начин. Вака, во етно музиката ми дава повеќе простор за експериментирање. Јас имам и група која што се занимава со рок свирки, иначе како кантавтор имам настапувано на Макфест. Меѓутоа овде се пронаоѓам доста, имам поширок простор за манипулација со инструментите и едноставно се чувствувам убаво. Кога можам да експериментирам, се чувствам убаво. Македонската музика е неисцрпно богатство. Дозволува буквално се што сака човек може да направи со неа. Вие главно на вашите настапи стари македонски изворни песни и преработувате стари во македонски. ваш аранжман, Да, така? да, исклучиво Кој е наш. задолжен за аранжманот? Или заеднички? Па претежно јас, меѓутоа за некои делови се консултираме или идеи бараме заедно со колегите. Сега во моментот спремаме и две авторски песни. Всушност едната е готова, таа инструменталка, Жетварска се вика, инструментална верзија. А додека втората песна сега која ја спремаме, се опевува Белото грозје. И таа е авторска песна. Ќе се навреди другото грозје, знаете тоа, така? Па, Не е фер. Треба да бидете политички коректни. Има многу песни за црно грозје, за бело има многу малце, една или две, колку што знам. Инаку, друго нешто во вашиот бенд што е специфично е тоа што правите спој и од стари народни инструменти, но и од модерни, современи. Сега, со оглед на тоа што споменавте дека некој од вас повеќе инструменти свири, колку вкупно инструменти може да се слушнат на еден ваш настап? Кој е максимумот? Па ова 12-13. 12-13. Да, затоа што имам песни кои што почнува да речеме со тамбура, па после влегува гитарата. Има песни кои што почнуваат сега, плюс имаме некои други инструменти, почнува со гајда, завршува со кавал. Значи во повеќето песни има повеќе инструменти од луѓе. И уште еден момент да ми подразјасните, зад вас, зад етногрупата Дукена, постои институција, нели како институција постои Домот на културата. На кој принцип пак тоа функционира? Така, па Домот на културата ни помага околу просториите, околу организација, околу помош при се што не е потребно. Така да имаме добра комуникација, добра соработка со Домот. И нешто што мислам дека ќе е многу интересно на гледачите, и мислам дека од самиот почеток се прашуваат, исто како јас што се прашував, а тоа е името Дукена. Дукена името потекнува една стара античка населба, Дукена, која што се наоѓа во северозападниот дел на Кавадарци. И постоела некаде до 17 век, настанала по разрушувањето на стоби, по уништувањето на стоби. Екзистирала некаде до 17 век, кога е запалена и уништена и дел од населението се префрлува на сегашното место на Кавадарци. Византиското име е Дукена, потекнува од зборот дукс, што значи главен на некоја област.
Тоа е тоа што го знаеме ние. И во ова 70-80% од кавадарци не го знаат. Да, јас разбрав дека е некоја област, но не беше јасно зошто, но секако кажат дека е главен на некоја област, значи вие сте главни на таа. Точно. Така. Друго нешто што секако треба да споменеме, има и фотографии дури од тоа, ќе ни ги пуштат нашите колеги, а тоа е летово сте имале еден впечатлив настап. Еве ги фотографиите, сакам се да слушнам за овој настап. Станува збор за цело вечерен концерт, така? Да. Концертот се одржа на платото на црквата Света Петка, тоа е нова црква. Амбиент прекрасен. Во разговор со свештените лица, пошто моравме да побараме дозвола од нив, тие го прифанаа тоа. Се договоривме за датум, наместивме столови таму, столици за луѓето, бесплатен беше концертот. Како промоција, тоа беше повеќе како еден перформанс. Фолклорот ни беше гостин, мораше да ни вратат затоа што па ние им бевме гости на годишниот концерт. Прекрасен амбиент, прекрасен концерт. Нормално после концертот дружбата беше организирана. Уште попрекрасна. Комуникацијата, да. Разговори околу тоа што беше добро, што беше лошо, што треба да се поправи нормално. Го водевме. Реакциите беа добри. Имало колажен бил на некој начин, имало и поезија, да, така? и поезија. Имаше, како што кажав, На една точка и Бис? не, на една точка беше фолклорниот ансамбл, како тоа е на инструментална, на жетварска. Да, некоја кореографија направивме заедно со инструментална поддршка, така да тоа беше така еден подобрите моменти. Публика имаше многу, беше на отворено, така да стварно добро по мене. Сакаат уште, тоа е најважно, така? И Да, прашуваат тоа- кога да, пак, да. кога пак? Кристина, ти како се чувствуваш? Еве те гледаме тебе овде во центарот. Прекрасно се чувствував, публиката пред мене, аплаузите што ги добивавме, се беше преубаво. И па да им кажеме тогаш кога повторно, затоа што исто така разбрав дека во план ви се да продолжите со вакви целовечерни. Па желба ни е првен, CD-то да го завршиме. Мислиме како за уште месец-два ние веќе работиме во студио. Вториот спот треба да го снимаме другата недела и промоцијата на концерт, промоцијата на CD-то ќе правиме со концерт. Веќе имаме закажано и приватен концерт во една фирма. Повторно вака, вие сте доволно се 9 души, уште вака масовно ако правите, јас не знам во која фирма ќе ја ве собере сите. Колку луѓе имаше на овој концерт, на сцената, колку продефилира? На сцената, па, Учесници, не зборам за публиката. Ние тројца беа од што рецитира и 12 од ансамблот. Цело деление. Бевме многу. Но има простор. Може да настапуваме така со кореографии со повише луѓе само на места кај што има повише простор. Ако нема простор, Да, а и амбиентот треба да одговара. Ова да за оние кои што не знаат, ова Света Петка Да, црквата. црквата, така што Новата црква. комплетно се вклопувате во тој амбиент, И така. временскиот период ни беше специјално одбран, која е веќе полека да се замрачува. Амбиентот беше прекрасен амбиент. И главната причина поради која што сте сепак денес овде е промоцијата на ваша не нова, туку прва песна. Прва Така му песна, доаѓа да. и прв видео запис. да. Но рековме ова не е авторска, ова е преработка на стара македонска песна. Да слушнеме се за оваа песна. Па таа е првата песна која што ја ставивме на репертоар да ја спремаме, покрај другите песни кои што ги слушавме. Јас имам студио, снимаме во моето студио, спотот го изработив и јас. Песната на Кристина и беше веќе позната. Се одвиваше брзо и феноменално. Песната не ја споменавме која е песната? Скришно Селенка Армас. Мислам, ако смее да дознае и обавезно. публиката.
Кога ја подготвувате песната, нормално се инструменти во живо се свират, Да, така? се е во живо, значи јас Заедно практикувам. топтан седнати или еден по еден, како функционира тоа? Заедно ја спрема, после ритам секцијата влева прва, снимам, после инструментите кои што следуваат, пратечките, на крајот влева вокалот, па после ги врачаме кој треба грешка некој да се исправе, или тоа не биде добро како што Па ајде треба. да видиме кој најмногу греши, така јавно вака да го... Не кажувам, че го погледнам. Овде- Мала Дали е шала. овде присутен? Мала шала. Не, Дали не. е машко, женско, а не си кажувам, само ти? че го погледам. Мала шала. Топло, студено. Па, знаеш колку се Нормално. снима, секој греши. Не, тоа... Друго, кога е настап, и ако е грешка, че помине овде, мора да биде добро, заради тоа што останам запишан. Може би постегнати сме тогаш и затоа грешим. Да, некој Може, пат да. влева во студио, значи, тоа е нормална работа, не е. Не го чувствува уште како природна средина. Да, па мора една, две, три да се опусти. Па да Иначе- повториме дека иначе се не од одат кавадарци, прстите, не така одат нормално. прстите. Да. Кристина, ово ти е последна можност да кажеш нешто за твоите колеги, ако сакаш јавно да им се обратиш, за во иднина подобро да функционирате, молчиш. ако имаш Во некој... иднина подобро Да, да ако не... Или, мислам, се си окей, така? Се си окей, се си у немаш најдобар, никакви за- немам за- за- критики, да. замерки, ништо не. Ако имаш, ке ми се обратиш со... Да. Па јавно ќе биде собствено. Дечки, многу ви благодарам што истеравте овој вака долг пат за наваму и Скопје убаво, има да што да се види, така? Има. Да. И си имате план, предпоставувам, за Имаме денес. план, одма се враќаме А назад. да, Да работи го видовте Скопје, сега уште повеќе си го сакате кавадарци, Да. така некако му доаѓа. Наше си наше. Да, нормално ми тоа се каже на работа. Сум слушаме дека има милион ангажмани, како и да е за крај, секако уште еднаш еве да им ја најавиме песната на гледачите. Што сега ќе ја може да видите, рековме, видеозаписот не го прокоментиравме, каде е снимено, што е снимено. Снимане на локација во Ковадарци. Нормално, добро, под Укена Под случајно. моја диригентска палка. Аха. Јас го снимав, јас го монтирав, момак за све. Режисера. Да. Да. Мислам да има што да се каже. Добро е што си скромен, тоа многу ми се допаѓа. Сега за сега. Се трудам. скромен. Ете, не Се ли? трудам. Многу скромен. Песната се вика Скришно Селенка Армаса, тоа е стара песна македонска, за мене една од преубавите. Ќе оставиме сега и публиката да ужива во неја. Ви благодарам. Бидно.
Јо